Дебатата во градскиот совет прерасна во бурна расправа мотивирана од барањето на опозицијата за утврдување на идентитетот на функционерите кои го смениле ставот, особено околу војнувањето на така наречениот БРТ. Сакам да ве прашам дали го познавате човеков на сликава. Тоа е Наум Стоилковски, Наум Стоилковски, портпаролот на ВМРО ДПМН, сега советник на Христијан Мицковски. Разбирливо е дека станува збор за познат лик, но со оглед дека има средно стручно градоначалникот на Скопје, веројатно затоа што има учено од такви предмети. Наместо одговор на забелешката, пред советниците почна да ги покажува своите знаења од областа, давајќи анамнеза за состојбата во која се наоѓаат сите кои со прекор гледаат на промената на позициите. Прво, сериозна дискусија со човек кој што има проблем со однесувањето, не може да има, особено со психофизичката состојба. Дискусијата продолжи со иста динамика, особено затоа што завидни познавања известно има и советникот кој на истиот начин и во истиот стил возврати на карактеристиките од здравственото досие кои не му беа упатени. Тоа што на секоја критика реагирате како што реагирате, тоа зборува и за вашето психичко здравје. Јас нема да сум тој што ќе го коментира, има луѓе што ќе го коментира. Отсуството на адекватна диплома сепак не значи дека градоначалникот е подготвен да се откаже од веќе дадената дијагноза. Во секој случај, се разбира иако како лаборант нема право да пишува ниту да предлага терапија. Тој е решен да даде приоритетен пат. Ама види, ја како да ти кажам, ја не сум раководител на душевна институција. Се искрено ти кажам. Ја не сум медицинско лице. Средно ја медицина да превршиме со можам дискусија. крв да ти земам. А таа без памукче со лепенка на местото на венепункцијата продолжува да тече низ клупите во градскиот совет, па не останува ништо друго освен кавгата да проложи, но со користење на зборови кои го отсликуваат нивото на конверзација меѓу закрвените. Значи навредуваш, повишуваш тон и те трпам, те толерирам 4 месеци наназад. Да, стварно. Еве се продолжуваш. И ќе ме трпиш уште многу. Сепак, забелешка за ваквата расправа имаат останатите советници од опозицијата. Само тие сметаат дека градоначалникот незаслужено се кити со своите звања, укажувајќи му дека нивниот стайлинг го отсликува неговиот профил. Сега ги приметив, дечки. Да имате и музичка кореографија. Маичките почитуван градоначалник советник. ни се производ на вашата креативност. И на крајот, кога новиот шаршиски и муабети за начешма им нема крај, па некој намерно форсира брз финиш. Сега не гледам зошто се брзаме. Ако треба да одите дома, слободно назначете заменик председател на советот. Почитувана, не се грижете за тоа дали јас ќе одам дома, кога ќе одам. Многумина од градот, па и од општините треба да си одат по дома. Не за друго, од и градот и онака не го чувствуваат како свој дом.